Индекс. Ексклузивни информации и проверени факти. Први до граѓаните и бизнисот. Со Маја Дамјановска. Да, добар ден, 11 часот и 7 минути, време е за Индекс на Радио Слободна Македонија. Јас сум Маја Дамјановска. Денешна тема во Индекс е следниот јавен повик на Фондот за иновации и технолошки развој, на кој спин-оф и стартап компаниите можат да конкурираат за финансирање на проекти. По тој повод гостин во студиото ќе биде директорката на Фондот за иновации и технолошки развој Јасмина Поповска. Ја очекуваме во студиото. Со разговорот почнуваме веднаш по една музичка номера. Да, се враќаме повторно во студиото, информираме за работата на Фондот за иновации и технолошки развој. Досега фондот реализираше два јавни повици на кои што се пријавија во првиот јавен повик 16, односно поголем број на компании, меѓутоа проекти одобрени и финансирани реализира во првиот повик 16, а во вториот повик 17 компании. Во првиот повик вкупниот износ на средства кои беа распределени меѓу 16 компании изнесуваше 460.000 евра. Во вториот повик беа испланирани и изреализирани 1,6 милиони евра кои ги добија 17 компании за иновативни проекти. Преку инструментите за поддршка на кофинансирани грантови за ново основани трговски друштва, стартапи и спин-оф компании, поддршка добија 10 проекти од последниот повик, од кои најголем дел 7 се од IT секторот, 2 се за дизајн и уметност, а еден проект за технологии применети за спорт. За финансирање на тие проекти беа обезбедени 277.000 евра. А сите проекти кои што беа одобрени треба да се реализираат во рок од 1 година. Преку инструментот кофинансирани грантови и условени заеми за комерцијализација на иновации, што фондот го објави прв пат лани во октомври, се избрани 7 проекти. Финансиската поддршка е до 100.000 евра, вкупно за сите се распределуваат по вкупно 600.000 евра. Два од проектите се од IT секторот и по еден од производство на неметални минерални производи, производство на мебел, инженерство, градежништво и земјоделство. Рокот за реализација на овој дел на проекти изнесува 24 месеци. Во вториот повик фондот, како што кажав, доделуваше 1,3 милиони евра, но 400.000 евра беа наменети за кофинансирани грантови за трансфер на технологии. Тие не беа распределени, бидејќи најголем дел од проектите што биле доставени за инструментот за трансфер на технологии не го исполнувале условот за секторски пристап. Бидејќи тоа се случи во октомври, овој инструмент како значаен критериум се смета соработката на секторско ниво меѓу предпријатијата и влијанието што би го имале проектите во секторот, па затоа Фондот за иновации во тој период очекуваше здружување од повеќе предпријатија и научно-истражувачки институции, како и коморите, но и покрај поднесените проекти немаше многу од ова што се бараше немаше достапно. Па затоа во наредниот период, како што веќе најави и директорката во октомври, фондот ќе посвети посебно внимание на подигање на свеста за значењето на соработката меѓу компаниите, за што поголем успех за инструментот трансфер на технологии за следниот повик кој се очекува да биде распишан оваа година. Фондот ќе го зголеми рокот за аплицирање на 90 дена со цел да им овозможи на компаниите подолго време колку што им потребно за здружување. Да, директорката на Фондот за иновации и технолошки развој Јасмина Поповска е во студиото. Добар ден, Јасмина. На почеток, она што не е објавено како информација е периодот на следниот јавен повик кој Фондот за иновации ќе го објави. Добар ден, Маја, благодарам за поканата. Фондот за иновации оваа година планира да објави околу 2 повика, најмалку 2 повика. Едниот ќе биде во јуни месец, наскоро.
наменет ќе биде за стартап предпријатијата и спин-оф предпријатија и планирано е да доделиме некаде 15 грантови, додека за останатите инструменти до крајот на годината ќе има уште еден повик, слично на минатата година. Исто така почнавме со прв повик некаде февруар месец, додека трае целата таа постапка на евалуација, доделување на средства, комуникација со апликантите и слично, и самиот рок за аплицирање треба да помене некое време. Вообичаено целата постапка никогаш трае до 6 месеци, што ми ја затвориме ќе бидеме подготвени за следен повик. На првиот повик фондот додели 460.000 евра, на вториот 1,3 милиони евра. Колку се очекува да бидат доделени, односно да им стојат на располагање на стартап и спин-оф компаниите за иновативни проекти оваа година? Оваа година, според годишната програма, планираме да поддржиме 25 стартап предпријатија или спин-оф предпријатија од првиот инструмент, што значи некаде до 30.000 евра по грант. Иако тоа се само предпоставки, план за годинава, затоа што секогаш кога се аплицира, некогаш предпријатијата бараат помалку средства од максималната сума, некогаш не ги доделуваме сите средства што сме ги планирале, така што за оваа година начално имаме испланирано да поддржиме 25 предпријатија од овој инструмент. За останатите инструменти предвидено е да поддржиме 10 предпријатија кои што прават комерцијализација и иновации. Тука ја охрабруваме соработката со универзитетите или научно-истражувачките институции и имаме предвидено 400.000 евра за трансфер на технологии. Тоа се отприлика 2 гранта кои што би поддржале секторски неколку компании да настапат и да решат некаков секторски проблем и да подобрат конкурентноста на целиот сектор. Што треба основно да исполнат компаниите за да аплицираат на јавниот повик? Прво нешто на кое што треба да обрнат внимание е условите кои што треба да ги исполнуваат од аспект да е регистрирано трговско друштво, по закон за трговски друштва, да не постои кај овој инструмент стартап, да не постои повеќе од 6 години во моментот на поднесување на апликацијата, да нема поголеми приходи од 1 милион евра годишно, да нема повеќе вработени од 250 и секако да нема користено друга државна помош од мало значење согласно законот за државна помош, каде што се ограничува користењето на средства од државата од страна на едно предпријатие. Тие се оние основни критериуми. Доколку ги исполнува, следна фаза е да ја пополни целата апликација која што е дадена како формат образец од фондот. Тука е бизнес планот, значи каков му е бизнес планот, која му е идејата, зошто го предлага тоа иновативно решение, каков проблем решава и понатаму го презентира капацитетот на предпријатието од аспект на вработени, од аспект на менеджмент, секако доколку има некакви референции од претходно работење, пазарите на кои што планира да настапи и ја дава финансиската проекција, односно во наредните 5 години по завршување на проектот, какви приходи и трошоци очекува да има. Воедно го приложува буџетот на проектот, зашто ќе ги искористи наменски тие средства што ги бара и колку планира да даде сопствено кофинансирање. Минимумот што треба секоја компанија да го обезбеди е 15% од вкупниот буџет на проектот, а фондот максимум што дава е 85% од буџетот на проектот или 30.000 евра, зависно кој од тие услови ќе се исполни. Во однос на самиот проект, од која ќе се исполнат сите тие обврски, да се достави апликацијата во рок, се да е како што треба поднесено уредно. Понатаму следна фаза е да административно ги задовола критериумите, меѓутоа се оценува квалитетот на самиот проект, колку добро е осмислен, какво влијание ќе има, колкав е степенот на иновативност, пазарниот потенцијал, дали е наменето за извоз, на кои пазари, дали се тие пазари горе-доле реални, дали е проверено барем оние кои што му се целна група на предпријатието како клиенти, дали е барем разговарано со некој во однос на тоа што му треба, дали му треба такво решение стично и секако дали трошоците се предвидени како што треба. Искуствено имате 2 јавни повика зад себе.
На што компаниите треба да обрнат внимание со оглед на тоа што и на вториот и на првиот јавен повик имавте отприлика околу 100 апликации, но само 17, односно 16 успеа да бидат финансирани од страна на Фондот за иновации за своите проекти. На што најмногу треба да обрнат внимание компаниите за да можат да постигнат успех, односно да добијат финансиски средства? И првиот и вториот повик имавме поголем интерес од тоа што имавме и достапни ресурси за финансирање и кога е таква ситуацијата ги одбираме оние што се најдобри предлог проекти. Не значи дека другите се не се иновативни или немаат пазарен потенцијал, меѓутоа во таа конкуренција на апликации што биле доставени до нас, одредени се покажале како најсоодветни за да ги финансираме. Им давам исто така можност на тие што ќе влезат во втор круг, односно што ќе бидат предселектирани лично да се презентираат и да го презентираат својот проект пред комисијата што одлучува за доделување на средствата, односно комитетот составен од 5 меѓународни експерти, и во самата комуникација некои работи може да излезат позитивни или негативни за апликантот. Затоа што и самиот разговор може да остави впечаток кај комитетот во однос на тоа колку е подготвен тимот да го оствари тоа што го ветува. Треба да се обрне внимание секако на апликацијата, да не се подготвува во последен момент, да се обрне внимание, да се пополнат сите делови. Некаде имаме ограничувања колку зборови може да напишат, да го искористат максимумот од зборови што дозволуваме да се пополни, значи да бидат јасни, концизни во презентирање, меѓутоа и претходно да се подготват, односно да направат некакво истражување на кое што ќе го засноваат целиот бизнес план, затоа што на крај целиот проект е за предпријатието, не е за фондот. И предпријатието понатаму треба да се развива, да расте врз основа на тој проект, и добро е самото предпријатие да вложи колку што може повеќе напред, да направи добар издржан проект, да ги земе во предвид што повеќе фактори, да земе во предвид што повеќе ризици и како ќе им пристапи на тие ризици во иднина доколку се појават, и да верува секако во проектот. А кои се најинтересните проекти кои што веќе се одобрени? За нив ќе разговараме по кратката пауза. Да продолжуваме со разговорот. Директорке, кои се, може ли да посочите некои од интересните иновативни проекти од оние кои што аплицира и добија грант? Интересни се сите. Различна структура. Во првиот повик имавме повеќе IT компании, на вториот повик имаше и други сектори, земјоделие, од градежништво, така што здравство. Така што секогаш кога се работи за иновативни проекти се самите по себе интересни, затоа што се или нови на пазарот, барем за регионов или за Македонија. Можем да зборувам за оние кои што веќе имаат некаков остварен резултат. Тука се, односно веќе си ги завршија проектите. Оние од првиот повик кој што ги одобривме, кој што отприлика трае 12 месеци. Тука е решението кој што го развија Есенсо, односно платформа за Internet of Things решение или интернет на нештата на македонски што би се нарекла, каде што се возможува лесно на секој што развива вакви решенија, например за паметни домови, за паметни бизнеси, за паметно управување со електрична енергија и енергетска ефикасност, или пак во земјоделие или во винарство за обезбедување на соодветни услови за паметно управување со културите што се одгледуваат. Ваков тип на решенија се возможува да се прават преку платформа од луѓе кои што не се толку искусни во тој дел, меѓутоа имаат знаење, например, од областа. Ова решение обезбедува исто така на исто место да се најдат оние што развиваат вакви решенија, оние што сакаат да купат, понатаму влегуваат во некоја комуникација и го развиваат по мерка решението за нивната потреба. Например, може да се регулира температура во домот или влажноста на воздухот. Кај винариите може да се регулира исто така влажноста и колку ќе се наводнуваат лозовите насади и слично. Значи, применливи решенија секаде кои што не само што ефикасноста зголемува, туку и даваат поголема продуктивност некогаш
може да се подобри профитабилноста на бизнисот и слично. Освен ова решение, во оваа насока има спин-офф предпријатието Смартек. Тоа е предпријатие формирано од тројца професори од Факултетот за електротехнички науки, кои што се одлучија истражување на кое што работеле во рамки на факултетот да го комерцијализираат преку спин-офф предпријатија и работат на исто така енергетска ефикасност на мали да кажеме мали средни предпријатија кои што имаат голема потрошувачка на енергија и овозможуваат оптимизација на искористувањето на енергија, меѓутоа и контрола на квалитетот, дали енергијата е доволно квалитетна што добиваат од оној што им е добавувач. Други решенија тука се бизнес решенија за подготовка на електронски фактури и комуникација помеѓу мали и средни предпријатија. Имаме и громобран кој што го финансираме и кој што веќе имаше промоција пред инженери со цел да како паметно решение имаат представи да го вградуваат во нивните планови за градење на објекти каде што е потребно да се инсталира громобран. Овој громобран е паметен на некој начин, има некои делови кои што се модуларни, односно може да се, доколку некој се расипе дел може да се замени, па праќаат информација до корисникот и слично за различни работи, така што е подобро решение од она што го има на пазарот и е во фаза на патентирање целиот интелектуалната сопственост. Тука се исто и паметните лежачки полицајци се уште се во фаза на развој, значи кај некои проекти полесно и побрзо ги развиваат предпријатијата. Меѓутоа кај некои проекти зависно од која област се, може подолго да трае процесот на развој и да има неколку фази на развој, неколку прототипови да се тестираат во различни средини со цел да се види дали е тоа функционално решение и дали треба некој подобрување. Така и ова иновативно решение очекуваме да биде готово некаде до септември месец, меѓутоа се уште во фаза на развој. Во однос на новите проекти кои што ги финансираме од нова година, рано е да се зборува за резултати, само што го реализира првиот квартал од нивните проекти. Иако има доста интересни решенија кои што се од областта на здравството, например, за грижа за стари лица, за превенција на срцеви удари. Тука се исто така аквапоника, тоа е еден систем каде што органски може да се произведуваат зеленчукови производи во еден систем на рибници и производство на зеленчукови производи, така што можам да кажам дека се овие новини во својот сектор секако значајни и дека секој од нив е интересен, зависно така значајни, но дали се адаптибилни за македонски услови, за домашниот пазар и која е целта на компаниите? Дали е иновативен проект кој што ќе се имплементира на македонскиот пазар или повеќе да го насочат кон странските пазари? Во принцип сите проекти кои што ги избира комисијата, најголем дел се наменети за извоз, за странски пазари, затоа што македонскиот пазар сме свесни дека е ограничен и дека доколку се фокусирани само за обслужување на македонскиот пазар, дека ќе имаат ограничен раст како компанија. Некои ќе почнат во Македонија, меѓутоа ќе го реплицираат моделот и во други земји. Така што сите овие проекти се применливи за во македонски услови, се иновативни за македонски услови, меѓутоа во голема мера имаат земено во предвид можности за извоз и реплицирање во странство. Дали од првиот јавен повик до сега компаниите имаат остварено некаква соработка со еве да кажеме државни јавни институции или пак приватни компании за производите и услугите кои што се финансирани од страна на фондот? Или тоа би се случувало како сите овие проекти кои што ги финансираме определена фаза, значи од нивниот развој. Оно што го финансираме кај стартап инструментот е од фаза на потврден концепт до предкомерцијална фаза со мало навлегување и на пазарот, односно помагаме да направат некој пазарно истражување, да почнат да се продаваат. Меѓутоа, не ја финансираме веќе комерцијалната фаза каде што предпријатието треба само да се бори за да опстане, за да продава повеќе, за да може да се ги покрие трошоците и да биде профитабилно.
Затоа сите овие проекти си уште се во фаза на имплементација и ретко кој од нив веќе почнуваат со продажба, меѓутоа уште е многу рано, затоа што 12 месеци им се состои од развоен период на развој на решението и они на крај на проектот треба да имаат веќе готов производ со кој што веќе треба да излезат на пазар. Кај овие од комерцијализација и инновации, проектите може да се развиваат до 24 месеци, со тоа што поголем дел влегува веќе и во комерцијализација, односно самата продажба, поддржуваме и таков дел. И се надевам дека наскоро ќе видиме и од нив некакви резултати, меѓутоа првично сме фокусирани на развој на готовиот производ. Од последниот, вториот јавен повик, неуспешен беше инструментот трансфер на технологии, постанаа 400.000 евра кои беа наменети за тој повик. Која беше причината, најпрво, а потоа зошто, дали овие 400.000 евра ќе бидат достапни во третиот јавен повик, кој планирате да го објавите во јуни? За трансфер на технологии инструментот предвидува поддршка на повеќе предпријатија кои што ќе имплементираат некое напредно знаење или технологија или ќе го подобрат своето работење преку подобрување на технолошките процеси. Некогаш може да и нека опрема која што би го подобрила значително и нивната продуктивност и ефикасност, но и конкурентност во однос на останатите предпријатија, а пред се гледаме тука да имаме секторски пристап, односно сакаме да помогнеме на што поголем дел, односно предпријатија кои што имаат значаен удел во секторот, со цел да понатаму самиот сектор е поконкурентен надвор од Македонија и има подобар резултат во однос на извозот. Минатиот пат не добивме многу апликации кои што го внимаваат на овој дел, односно да имаат ваков тип на соработка и заеднички настап на поголем број на предпријатија. Од друга страна, едноставно не ги задоволува условите кои што ние очекувавме дека ќе бидат исполнети. Од друга страна, самото тоа што минатиот пат не ги искористивме средствата, тие остануваат за оваа намена да се искористат во наредните периоди. За оваа година, како што споменав претходно, имаме 400.000 евра наменето повторно, што планираме да ги доделиме. Тоа се отприлика 2 проекти да поддржиме, 2 сектори да поддржиме на некој начин во економијата, да се подобрат својата конкурентност. И овој повик најверојатно ќе биде објавен до крајот на годината, нема да биде сега во јуни, затоа што најверојатно и за нас е потребно да подобро го објасниме самиот инструмент и кои се нашите очекувања пред кластерите, коморите, здруженијата кои што секторски ги застапуваат и ги поддржуваат компаниите. Со оглед на тоа што еве го јуни каде, што ќе им препорачате на сите оние компании кои што планираат да учествуваат, да аплицираат за свој проект на јавниот повик? Со оглед дека е јуни месец и повикот ќе трае околу 60 дена, јуни и јули месец, пожелно е што побрзо да започнат со подготовките. Очекувате ли интерес? Со оглед на тоа што и на првиот и на вториот веќе кажавте? Очекуваме интерес, затоа што постојано не прашуваат кога ќе биде следниот повик. Сега имавме некои подготовки што ги правевме на почетокот на годината. Ние секогаш гледаме последен затворен повик како нова институција да се вратиме наназад и да видиме доколку нешто може да се подобри, да го подобриме. И секогаш ги ревидираме помалку или повеќе процедурите со цел да бидат подобри и полесни за апликантите, меѓутоа и за самиот борд што одлучува. Од друга страна, очекуваме апликации затоа што доста време се чекаше на фондот на ваков тип на поддршка, затоа што во државата реално нема многу поддршка за стартап предпријатијата во финансиска смисла, ниту пак за иновативни проекти. И токму затоа државата влегува во овој домен да даде поддршка, затоа што пазарот едноставно не си ја врши својата улога, а приватните инвеститори кои што би требало да поддржуваат стартап предпријатија се уште во некоја фаза на зародиш и треба поттекнување и поддршка и на тој сектор.
Се надевам дека ќе има интерес, меѓутоа се надевам дека и апликантите побрзо ќе ги подготват апликациите, нема да чекаат на последен момент, затоа што се прават грешки кога се брза, не се доволно квалитетно изработени предлог проектите и се губат поени на тој дел. Од друга страна мора да се има предвид дека на секој критериум треба да се обрне внимание, односно треба и пазарниот потенцијал добро да е представен, разработен во апликацијата, и иновативноста, и капацитетот да се покаже на менеджмент тимот, односно на проектниот тим дека е добар, финансиските проекции, меѓутоа и квалитетот на проектот, и можам да кажам дека степенот на иновативност, пазарниот потенцијал и квалитетот на проектот носат најмногу бодови. И со самото тоа што квалитетот на проектот носи многу бодови за доделување на средствата, пожелно е да се обрне внимание како се подготвува предлог проектот. Со оглед дека се летни месеци, летен период, одмори и слично, се надевам дека со време ќе почнат да се подготвува. И за крај, она што е најважно е тоа дека селекцијата ја вршат странски експерти. Какви се нивните коментари во врска со сето она што досега е пристигнато и одобрено? На коментарите се дека има потенцијал во Македонија, дека има одлични идеи. Фактот покажува дека никаде половина од проектите што ни беа доставени беа предселектирани, односно влегоа во следна фаза, а процентот на средства кои што ги доделуваме во однос на сите апликации кои што пристигнуваат е доста висок, што значи има потенцијал, меѓутоа од друга страна треба малку поголема посветеност на пишувањето на апликација, како што напоменав, правењето на финансиските проекции, да не се премногу или оптимистички, односно да се земаат некои референтни вредности на слични дејности кои што веќе постојат, или да не се премногу конзервативни од друга страна, значи да гледаат да ги направат што пореални. Секако да обрнат внимание на тимот кој што ќе го спроведува проектот, да е избалансиран, да има капацитет не само технички, да знае да isprogramира продукт, туку и исто продажни вештини, односно менеджмент вештини, да знае да го порасне бизнисот понатаму и да може да влезе на пазари. Затоа што продажбата почнува уште со осмислување на самиот продукт и комуникацијата со клиентите, затоа што ако не се земе тоа во предвид, на крај може да завршат со производ кој што нема никој да го купи, или може да има некои карактеристики што не ги исполнува, односно што ги бараат клиентите и што ќе треба дополнително да ги развива после проектот. И затоа е најдобро од старт и тој момент да се зема во предвид. Така, Јасмина, јас ви благодарам што бевте дел од Индекс на Радио Слободна Македонија. Се слушаме во следна прилика кога ќе ги одобрите проектите од следниот јавен повик. Ви благодарам на поканата. А тука е крајот на Индекс. Јас сум Маја Дамјановска, уредник и водител на Индекс во продукција на Радио Трговско дифузно друштво Радио Слободна Македонија. Денес е 31 мај, последниот ден од месецот. Се слушаме за една недела, а до тогаш ве оставам во добро расположение на фреквенцијата на Радио Слободна Македонија. Пријатно. Индекс. Ексклузивни информации, проверени факти. Први до граѓаните и бизнисот. Со Маја Дамјановска.